Со љубов и со радост христијанските верници го дочекаа Христовото воскресение Великден. Во ова издание на вестите на телевизија Мега со отец Александар Крстановски ќе зборуваме за значењето и на вториот ден Великден, односно понеделник, и за се она што е карактеристично за таа недела после Христовото воскресение. Отец Крстановски, Христос воскресе, нека е за многу години. Навистина воскресе за многу години. Кое е значењето на празнувањето и на вториот ден Великден и воопшто на таа цела недела после Христовото воскресение? Христијанската литургиска и хеортолошка пракса познава такво празнување, поголемите празници, да не се ограничат само на самиот ден на празникот, туку во најтесна смисла на зборот да се празнуваат 3 дена или повеќе денови во смисла на она што во христијанската литургиска пракса се нарекува предпразненство и попразненство. Значи, празникот, поголемите празници се почнуваме со празнување на поголемите празници уште неколку дена пред и неколку дена по самиот празник. Додека па во најтесна смисла, како што кажав, поголемите празници се празнуваат 3 дена, како што е случајот и со празникот Воскресение Христово Великден. Првиот ден е самиот ден Воскресение, неделата, вториот ден понеделникот, третиот ден вторникот. Во нешто поширока смисла ние Воскресението Христово го празнуваме и целата седмица по празникот Воскресение Христово Великден и таа седмица ја нарекуваме светла седмица. Светла поради тоа што нели секогаш светлината асоцира, потсетува на радост, на добро, за разлика од темнината, но уште посуштински и уште повеќе, затоа што со Христовото воскресение на сите нам ни засветли, ни огреа нетварната, нематеријалната светлина на Божјата енергија или на Божјата благодат. Во уште по-широка смисла, ние Христовото воскресение го празнуваме до празникот Спасовден, а тоа е на 40-тиот ден по воскресението Христово. На празникот Спасовден нели го обележуваме вознесението по тело на небесата на Христос и до тој празник се поздравуваме со поздравот Христос воскресе. Така, една порака еве може до сите наши верници кои што рековме дека со голема љубов и радост го дочека и оваа година празнувањето на Христовото воскресение, што би еве вие упатиле до сите наши гледачи кои што како што и вие кажавте со поздравот Христос воскресе ќе се поздравуваат се до Спасовден. Така, како што мојата порака би била како што во текот на постот верниците се подготвува и размислува за дочекување на Христовото воскресение, прославувањето и одбележувањето и размислувањето на смислата, за смислата на Христовото воскресение, да не го ограничиме само на самиот ден Великден, да не се ограничиме само со така наречените обичаи или да не се ограничиме само на формалната страна на Христовото воскресение, туку и во овие денови, пред се во првите 3 дена, па потоа во светлата седмица до празникот Спасовен, па и преку целата година, како верници треба ние да размислуваме за суштината и за смислата на Христовото воскресение, бидејќи Христос воскресна за нам да ни го отвори патот кон воскресението, да ни го отвори патот кон нашето лично воскресение и заедница со Господа Исуса Христа и блаженство кое произлегува од таа заедница во која на земјата ја обавуваме ја реализираме преку светата литургија, која продолжува во Царството Небесно. Великденските празнувања продолжуваат и овие денови. Сигурно дека сите семејства во светот кои што се христијани празнуваат, како што знаеме, оваа година и православните и католичките христијани заедно го прославуваат големиот христијански празник Воскресение Христово.